Верувам дека она што ние стануваме зависи од она што нашите татковци не учат во различни моменти во кои се обидуваат да не научат. Ние се формираме од мали парченца мудрост, рече италијанскиот писател и филозоф Умберто Еко. Малите парченца мудрост вечерва ќе се обидеме да ги споделиме со нашинците во диаспората, толку многу критикувани и фалени овие денови. Додека македонските синови и ќерки по белиот свет си ја бараат својата среќа, кариера и животен сон, нивните мајки и татковци овде си ги вадат очите. До кога? Диаспора, македонци на копче или патриоти во душа? Вечерва од овде во Скопје ќе скокнеме до два континенти, до Вашингтон и Мелбурн, да ја видиме сликата за она што го нарекуваме македонска диаспора. Веднаш по првиот снимен разговор ќе ги представиме и гостите во студиото. На почетокот одиме до Австралија, каде денес разговарав со Никола Ставрески, еден од организаторите на протестите што таму се одржаа, можеби најмасовните. Ние македонците од Мелбурн и Викторија обединети во голем број излеговте да кажеме дека никој нема право да го менува нашето уставно име, и затоа што нашите дедовци и прадедовци оддамна се бореле и го барале она што сите заедно го имаме. Сакаме да сме македонци, тоа што биле значи нашите предци, и апсолутно дека помагаме да останеме тоа што сме македонци, затоа што ние не сме некакви суштества, некој да прави експерименти од нас, затоа што ако се мени името, се менуваат и нашиот идентитет и ќе не немат повеќе како нација, за жал. Ние не сме бели глувци, ние сме сепак македонци. Ние сме нападнати од несвесни луѓе од Република Македонија, дека ние се облекуваме така во црвено-жолти бои и така натака и изведуваме нешто. Не, она си е наше природно. Она е наше природно. Значи никој не може да не мени како македонци. Мислите ли дека треба да учествувате во општествено-политичкиот живот на Република Македонија на овој начин на кој што учествувате? Некои сметаат дека помалку се вулгаризираа протестите и се подведува под една некоректна политичка нишка, особено што имаше и немили сцени на палење на слики, фотографии и така натаму, што верувам не сите тоа го прифаќате и веројатно и го осудува дел од вас. Тоа се луѓе кои што ние не можеме да ги контролираме. Ако видите самите за кои луѓе станува збор, тоа е се јасно, така. Тоа е едно мало граѓанство на тие луѓе кои ние не можеме, значи, на вистина да ги контролираме, и тоа не е ставот на македонската заедница во Австралија. Ние пред се имавме мирни протести од почеток до крај. А имаше и такви луѓе кои го запали и грчкото знаме. Значи, со тоа ни нанесува голема штета. Некои велат лесно име на луѓето што живеат во Австралија или во Европа, затоа што живеат со плати од 3-4-5 долари или евра, но нека дојдат малку тука да видат како е да се живее со 200, со 300 евра, па после нека се прават големи македонци. Се согласувате ли со ова? Македонизмот, патриотизмот е голема работа. Значи, некој не критикуваат што сме тука во диаспората и си го сакаме она своето македонското, така. Ние, значи, финансиски ја помагаме Република Македонија, плаќаме данок таму, без разлика дали живееме таму или тука. Имаме вработени кои работаат за нас во Република Македонија, значи ја помагаме пред се финансиски. Имаме имоти таму во Република Македонија кои си плаќаме данок за истите. Економијата зависи од иселениците. За ваша информација, ајварот на премиерот Заев се продава многу повеќе во диаспората него што се продава во Република Македонија. Не дека е убав или преубав, сепак диаспората поддржува се што е македонско. Значи ние во Австралија пиеме кожувчанка, пелистерка, скопско пиво и сите прехранбени производи од Република Македонија, без разлика што сме далеку. Значи од една страна
наместо ние да пиеме Хајникен, ќе пиеме скопско пиво. Значи, за парите сме добри, а иначе за гласање и за некој да ни го мените името, не сме добри. Мислите ли дека местото на Македонија е во НАТО и во Европската Унија? Од диаспората се строго против за такво нешто, според информациите што ги поседуваме. И најдобро е Македонија да биде неутрална, да не биде зависна ни од НАТО, ни од други сојузи. Најдобро би било да остане таква каква што е сега. Диаспората ќе инсистира сите своји луѓе да ги донесе на улица и да смениме она што не е добро. Ако не беше добар Груевски, го напаѓавме, си замина во неповрат. Ако Заев не е добар, како што повеќе се посвети на надворешна политика, не на локалните проблеми и сакат да не срушит како македонци, ние ќе пробаме и него да осмениме. Ви благодарам. Пријатно. Да, тоа беше Никола Ставрески. Одиме веднаш до Соединетите Американски држави, каде разговараме со Тодор Арсовски, нашинец што работи на една комплексна проблематика поврзана со климатските промени. Арсовски е дел од Демократскиот форум за Македонија, исто така организација од диаспората. Господин Арсовски, деновиве бевме сведоци на масовни протести, речиси на секаде низ диаспората, па и во САД. Каков е вашиот став во однос на овие протести? До сите во студиото и сите кои што не гледаат, ставот на Форумот за демократска Македонија е дека ова прашање е многу емотивно и за разбирање дека многу луѓе се чувствуваат загрижени. Сите ние, и тие што живеат во Македонија, сите кои што сме надвор од Република Македонија, сме загрижени за што се случува околу ова прашање. Меѓутоа, она каде што имаме многу различен став е начинот на кој што таа загриженост беше искажена во јавноста. Барањата кои што ги слушаме, еве и сега пред скоро вашиот соговорник кој што кажа за запирање на преговорите против договорот со Бугарија, против законот за јазиците, едноставно ставаат против НАТО и против ЕУ. Едноставно ја враќаат Македонија во една рамка која што имавме или во едни разговори кои што беа актуелни пред десетици години, кога Македонија гледавме како жртвено јагне кое што е обкружено со волци од сите страни кои сакаат да го растргнат, гледаме непријатели на сите страни. Тоа не е политиката која што ќе донесе добробит за Република Македонија. Напротив, цинично е, не само ние што сме во странство и на кои што живееме во комотен живот. Не е само тоа разликата спрема граѓаните на Македонија. Цинично е луѓе кои што протестираат од Мелбурн, од Вашингтон, од Њујорк, да велат дека Македонија треба да биде неутрална и да не е членка на НАТО. Ако било тоа случајот, требало да се протестира од Пекинг, од Бразилија и од некои слични земји. Значи, со самото тоа дека ние лично сме се интегрирале во тој западен свет и ги уживаме сите придобивки на едно нормално, цивилизирано, развиено општество, истовремено повикуваме граѓаните во Македонија да немаат можност ниту да разговараат за да дојдат до ситуација во која што ќе може да се интегрира. Тоа е врвен цинизам. Така да не го одобруваме, изразуваме поддршка и до владата, како и до сите претходни влади кои што преговарале за решавање на проблемот со името и секако тука е гаранцијата во однос на тоа дека народот на крај ќе го одобри или нема решението до кое што ќе се дојде. Така да тоа е рамка во која што треба да се реши проблемот. Благодарам за сега. Ви останувате на линијата, отворената линија што имаме. Ќе можете директно да се вклучувате, се разбира, во дебатата со нашите соговорници, што овде ги најавувам. Тоа се Ѓулистана Марковска, експертеничката Ѓулистана Марковска. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Професорот Мерсел Билали, кој што исто така ги следи во континуитет овие процеси. Професорката, сега веќе би рекол и лидер на партија, Солза Грчева, исто така дел од поранешниот парламентарен состав, кој влезе преку СДСМ, како и новинарот Сафет Бишевац, и тој беше дел од поранешниот парламентарен состав, исто така беше дел од листата на СДСМ своевремено. Добро вечер за сите. Господјо Марковска, ги слушнавме овие ставови и верувам дека можеме да развиеме една фина дебата.
имате ли чувство дека ги земавме премногу на нож, можеби нашите луѓе, нашинците, било каде во светот, без разлика дали протестира или не протестира овие денови? Па, можам да го искажам своето лично чувство, меѓутоа и чувството на граѓаните на Република Македонија, кои во овој случај оние кои што сите кои живееме во Република Македонија и кои што сме најзасегнати, бидејќи ние ги делиме проблемите на тоа како ќе живееме од први до први, што ќе се случува со Република Македонија понатаму и каква ќе биде нејзината иднина, далеку од тоа дека луѓето кои што живеат на страна немаат право, меѓутоа само ќе напоменам дека тоа се луѓе кои што имаат двојни државјанства, кои што имаат двојни пасоши. Убава е грижата и многу ми е драго, дури да бидам искрена и не знаев дека имаме толкава диаспора пред се во Австралија, која што сега е покрената на нози, тоа е акт на започитување. Меѓутоа, ако се подсетам на сите избори до сега, ја не верувам дека во волкав број гласале луѓето, посебно за пратениците, бидејќи досегашниот наш изборен систем дозволуваше да бидат вклучени во парламентот, овие луѓе дека гласале за пратениците. Би било добро, бидејќи тие политики би се пресликале во собранието на Република Македонија. Слушнавме еден став од представникот од Форумот за демократска Македонија, кој што е прилично разумен по мене, заради тоа што тој ги цени напорите на граѓаните кои што живеат во Македонија, го цени чувството на тоа како ние сме определени, бидејќи сепак и за мене не се чувствам јас повикана да зборувам за етничкото чувство, бидејќи моето етничко чувство е едно, етничкото чувство на македонскиот народ е друго. Заради тоа е лично чувство и навистина е многу сензибилно за разговор. Меѓутоа, ќе биде интересно да се види дали во дел некои од овие организации на диаспората има можеби и албанци, роми или други нашинци од тука кои што се дел. Тоа ќе го вклучиме веројатно. Ќе видиме, да видиме. Да, ви благодарам. За сега одиме со професорот Билјали. Видовме различни ставови на една или друга групација кои што доаѓаат, но колку нивниот глас вреди да се чуе во овој момент? Па добро, јас не сум поборник на тоа амблок да се отфрлуваат нивните ставови, и мислења, и уште помалце да се етикетирате, тие живеат тамо во поинакви услови, тешко ги разбира постојните услови тука. Мора да се сложиме дека секој си има право да протестира, на убедување, тоа е гарантирано со повеќе меѓународни конвенции, акти и така натаму, па и со внатрешно право, устав и така натаму. Тука неспорно е ништо. Колку се реални тие или политички опортуни, тоа е друго прашање. Што е спорно? Спорно не е ништо, нивно право да веруваат на тоа не е спорно. Проблем е колку реално се упатени во тоа што е политика. Оти меѓународната политика не е мајка Тереза, таа не е хуманитарна дејност. Колку и да барате принципи реални, тие принципи сепак действуваат или делуваат во однос на околностите, со односите на силите и интересите и ред други прашања. Тоа е еден океан, тоа е генетика комплетно, тоа е ДНК на општеството и не може тек тако да се пресуди дека ние сме амблок против тоа, дури кога не сте во право. Или дури кога сте во право. Мислите дека луѓето овде имаат повеќе информации од тие луѓе таму? Ако можам да сватам и ја мислам и овдеште луѓе не верувам дека имаат поголеми информации, но овдеште луѓе го чувствуваат амбиентот и тие практично постојната ситуација и подоцна ќе направи една опсечна анализа. Реално ако поаѓаме од фактографијата, показателите дадено од Светската банка, за 15 години од Македонија се иселени околу 620.000 луѓе. Претежно млади, витални, кои можат да допринесуваат во развој на економијата, што реално не може сега. А сега последните необјавени податоци, таа бројка е искача на 700.000, тоа е третина на населението во државата. Според вакво темпо, за 40 години во државата, практично нема да остане никој освен спомениците. Тогаш, ние името дали во поезијата, нечија поезија од надвор или песна ќе остане. Тука не можеме многу да. Господјо Грчева, видовме различни ставови во диаспората. Да, не размислува еднакво секогаш, иако обично имавме чувство дека во диаспората
постојано и цело време се брани македонштината само на еден начин, но очигледно македонштината може да се брани и на друг начин. Мислите ли дека треба да им се даде за право после овие протести на диаспората и во однос на нивниот став и во однос на начинот и експликацијата со кој што тој беше презентиран во изминатите денови? Прво, треба да бидеме свесни, ја не знам како луѓето не знаат дека повеќе македонци има вон границите на Македонија одошто во Република Македонија. Значи, тоа е една моќна заедница и тоа што има двојни пасоши не ги прави помалку граѓани на Република Македонија. Значи, тие се македонци со исти права. Како тие живеат таму и како се снаоѓале е нивен проблем. Нека тргне некој во печалба, еве Мерсел кажа иселени се 600.000, не знам точно за бројката, меѓутоа тоа не е лесен живот. Да создаде живот вон својата татковина, вон своето гнездо, тоа е еден макотрпен пат. И тука јас тоа не би го девалвирала и вулгаризирала на тој начин. Вие живеете таму убаво, а сега ни се мешате на нас овде што треба да правиме. Значи, нивното право е подеднакво. Тука расчистуваме со таа работа. Подеднакво во однос на тоа дека може да го искажат своето мислење. Апсолутно имаат право и јас сум горда што тие деновиве јасно и гласно искажаа поддршка за не промена на името на Република Македонија, длабоко свесни дека тоа фактички значи атак на македонскиот идентитет. Тоа ни е на сите јасно. Значи, не станува збор само за име, станува збор за атак, еден напад врз интегритетот на македонскиот народ. Бевме сведоци на протести. Ако е така, бидејќи не ги знаеме деталите од преговорите. Ако е така. Она што го слушаме, она магла што се провева со контрадикторни изјави, повеќе слушаме за црвените линии од Грција и така натаму. Меѓутоа, едно друго прашање ги прашавте, дали дали сте за НАТО или не сте? Бидејќи во овој момент не дискутираме за Европска унија. Таа е наша далечна иднина, Јункер тоа јасно ни го кажа. Но ќе ве прашам, дали НАТО ќе ни ги реши проблемите, да не ни се иселуваат деца? Дали НАТО ќе ни го реши проблемот со загадениот воздух? Дали НАТО ќе ни го реши проблемот да не ни умираат родилки и бебиња во болниците? Дали НАТО ќе се спротистави на партиските вработувања? Еве вчера 100 директори партиски беа именувани со однапред познати имиња. Дали НАТО ќе ни го среди правниот систем, кој што за едните е мајка, за другите е маќа? Дали воопшто има толку наивни луѓе во нашата држава што мислат дека волшебното стапче на НАТО ќе проигра кога 27 години две номенклатури кои што се менуваат, прво ја ограбуваат без милост државата, ги избркаа младите надвор и сега од НАТО ќе очекуваме да ги врати назад сите процеси. Не. Ние имаме должност самите да ги исправиме сите процеси во оваа држава пред да дискутираме за тоа дали иако 27 години не сме успеале да ги исправиме и сега го бараме можеби другиот начин. Не знаеме пример каде што НАТО ги решил овој тип на проблеми. Бишевац, практично истото прашање во однос на она што го дебатираме за диаспората, како вие гледате на овие протести, бидејќи имаше навистина контроверзии, имаше и доста навреди во однос на тоа зошто тие со имиња Крис и Роберт и не знам како сега треба да учествуваат и да бидат дел од решението на она што ние го имаме овде како наш внатрешен македонски проблем. Добро, такви ќе имало и ќе има секогаш. На два сосема спротивни практично пола. За едните предавство, многу често употребуван збор, ќе биде едната политика, за другите обратното. Јас мислам дека во овие протести на диаспората треба да видиме една голема работа. На крајот на краиштата, веројатно, еден агол на наблюдување како поддршка на актуелната власт во решавање на спорот може да бидат токму тие протести. Навистина, сакал некој да се сложи или не, тие луѓе имаат право, тие луѓе врз основа на чувствата што ги имаат кон оваа парче земја, имаат не само право, имаат дури и обврска на некој начин да протестираат и да го кажат својот глас. И тука нема ништо спорно, не треба да има ништо спорно. Тоа не смее да биде нешто што би се напаѓало со вулгарни зборови како што по социјалниве мрежи денове можеше да се види. Тоа е
едниот дел од работата. Тоа што инцидентите кои спомнуваат со палење на знаме или палење на слики, знаете, лудаци имате и таму, ги имате во Грција, ги имате овде, од тоа не можете да избегате, и такви луѓе кои на тој начин ги искажуваат своите ставови кон нештата. Мислам дека оваа реакција по мене покажува една работа која досега не сме ја виделе во диаспората. Една поголема организираност. Нивната организираност веќе покажува одреден степен на сила која треба и во овој момент, а и во иднина веројатно ќе има значење до дури некакво одредено влијание врз она што се случува во политичкиот живот во Република Македонија. Да, но многу интересно тоа што го спомна Марковска на почетокот. Не сме виделе такво организирање во диаспората за ниедни избори до сега. Токму тоа го зборам. Тие добивале гласови и парламентарци со 500-600 гласа, што е навистина смешно да не речем. Апсолутно, апсолутно. Таквото представување со 500-600 гласа по мене е апсолутно непотребно. Но ако диаспората обезбеди 10 или 15.000 гласа, апсолутно треба да има представник. Добро, таков беше и моделот, они со гласови кои што ги добиваат овде ќе може да добијат. Од режимот на Никола Груевски за да се имаат тројца пратеници пред да си почнат изборите, да водат 3-0 во 7 часот кога се отвараат бирачките места. Тоа веќе се знаеше. Тоа беше намерно измислен модел. Не им требаше репрезентативна представеност на диаспората македонска, која патем речено не е само ни македонска, не се работи само за македонци. Имате голема државјани на Република Македонија, што подразбира и македонци, и албанци, и турци, бошњаци многу, роми, не знам, делот на влашкиот народ кој живее на територијата на Република Македонија, веројатно има. Да, зборуваме за тоа, но сепак е интересно ова прашање што го загатна и Грчева. НАТО нема да ни ги реши проблемите, таа вели, кои што се напластени во македонското општество, но кој е вториот избор? Ако ја слушаме диаспората, барем она што се покажа бројчано надмоќна во овој дел, барем според сликите што ги виде, ние би требало да останеме надвор од сите модерни европски текови, а тие живеат во земји кои што се дел на НАТО, дел од Европската Унија, каде што ги уживаат сите права на една модерна развиена европска или светска демократија. И тука доаѓа до еден дисбаланс на она што ние го добиваме и го чувствуваме тука, наспроти нив, а тие сакаат сега да се борат за нашето име. Сите си го сакаме името Република Македонија, се разбира, но дали е тоа возможно по политичкиот контекст во кој што живееме? Одиме повторно поред, па може да се убацуваме во ред. Прво, јас не би се согласила дека било кој од диаспората е нападнат од несвесни луѓе од Македонија. Ние не сме несвесни граѓани. Заради тоа што ние во овој момент точно немаме информации, меѓутоа верувајте, ниту еден граѓанин во Република Македонија без оглед на неговото етничко потекло, ако го прашате дали сака да го смени името Македонија, ќе ви каже не сакам. Ние за жал во овој момент сме помеѓу морковот и стапот. Што ќе избереме? 27 години ние тапкаме во место. НАТО нема да ни ги реши проблемите. Меѓутоа, за да ја одржиме Република Македонија во незиниот територијален интегритет, таква каква што е и незината целовитост, нас ни треба да бидеме под некој безбедносен чадор. Овде ќе имаме информации дека и земји на НАТО војуваат, меѓутоа кажете ми една земја членка на НАТО која што е распадната како држава. Ние за жал се соочуваме и со тој проблем. Дали ќе одржиме нашата територијална целовитост? Доколку не е НАТО, оставаме за отворено. Ако граѓаните на Република Македонија се изјаснат поинаку, да размислуваме во некој друг правец. Каде? Меѓутоа, да останете неутрални, со 2 милиона население, со млади луѓе, сите овие деца кои овде седат може да ни бидат на наш синови и керки. Ние не зборуваме за нашата иднина. Ние зборуваме за иднината на нашите деца. Заради тоа што нашите деца, ако не станат европски граѓани, а по некое правило прво вие станувате земја членка на НАТО, па понатаму станувате членка на Европската Унија. Дали тоа ќе биде 2025 година или не, тоа значи дека ние државата сами ќе мора да си ја средиме правно, сами ќе мора да обезбедиме услови за тие деца. А за тоа не сме кадарни? Не, ние сме кадарни, меѓутоа за тоа ни треба слога и ни треба помош од луѓето кои излегоа надвор во било каква ситуација, добро, не само парично. Добро, ќе го сватам ова како реплика на делот од Грчева, па ќе ве повикам вас во овој контекст. Што да кажам? Мислам, ова е една научена приказна. За жал, сите
мислам, луѓево кои што ја бранат оваа приказка, ја мантраат на таков еден симплифициран начин, дека ако не влеземе во НАТО веднаш и сега, иако имаме отворена покана од НАТО, значи ние не мора сами да бркаме. Тоа е јасно дека и во декември да го решиме проблемот со името, тогаш може да влеземе. Постојат два проблема. Тоа неколку пати го кажувам. Не смее да се поврзува алијансата, влегувањето во НАТО и во Европската Унија. За Балканот е измислена кованица наречена евроатлантски интеграции. Во собранието на Република Македонија не постои комисија за евроатлантски интеграции, туку постои само комисија за европски прашања. Ние ова го ставаме во пакет, кој знае зошто и како. Влегувањето во Европска Унија, што е една цивилизацијска придобивка, бидејќи Европа, секако Македонија е дел од тој европски цивилизацијски простор, и ги делиме истите вредности и секако дека сме насочени во својот поглед кон Европа, но НАТО е еден воен сојуз, кој што никаков безбедносен чадор нема да ни направи, бидејќи сакам да верувам дека сме обкружени со пријателски земји пред се. Тие не штитат, значи, евентуално од напад на земја која што не е членка на НАТО. Ние сме и Албанија, и Грција, и Бугарија, ни се членки на НАТО. Што од Србија очекуваме напад? Не. Тезата е обратна. Сега, брзањето е затоа што ние сме му потребни на НАТО. И тоа е во ред до тука. Сега, ако ние сме му потребни на НАТО, НАТО не би смел да потпаѓа на уцените на Грција за промена на име. Туку ќе си ја дисциплинира Грција, која што го крши меѓународното право, ја крши повелбата на Обединетите нации и бара еден непристоен предлог дава кон една држава да се само откажа од себе. Сурова. Реал политиката е сурова, претпоставувам дека реал политиката е сурова, но начинот на кој што се тргна да се решава е многу мек, значи да се повладува на секое нивно барање. Точно е дека е тешка реал политиката. Повелете? Јас само кратко ќе кажам, до сегашните наши изјаснувања, барем 25 години, ја бев една од подписничките, дури далечната 90-та или 91 година, кога се оформи првиот НАТО клуб како невладина организација, под водство на професор Лепавцев тогаш е ни министер за транспорт и врски. Ние како ориентација, како држава, до сега, барем, ја не сум слушнала дека има поинакви мислења да тоа биде така организирано направено, не сме се изјасниле дека не сакаме да бидеме членка на НАТО алијансата. Ние практично, де факто и сме со мисиите што ги помагаме во НАТО. Меѓутоа, ние не сме де јуре. Тоа, дали ќе има измени понатаму или не, ќе го прашаме македонскиот народ. Впрочем, и за да бидеме членка на НАТО, ние мора да имаме референдум, како што тоа го налагаат правилата. Се согласувам со тајмингот. Дали тоа ќе биде... Ви верувам дека НАТО врши притисок подеднакво. Колку врз Македонија, толку и врз Грција. Ние, за жал, се согласуваме во дело дека немаме комплетни информации. Меѓутоа, не можам да се согласам дека она што е де факто хистерија на улиците на цела Грција по повод промена на името, имам впечаток дека се менува или се водат преговори за името Елада, односно Грција, а не за Македонија. Ние во овој момент покажуваме еден покооперативен однос, што не значи ниту дека ќе го смениме името, уште помалку дека ќе го смениме идентитетот или пак, не дај Боже, ќе се нарекуваме поинакво од она што сме државјани на Република Македонија, односно македонци. Добро, благодарам. Го повикуваме господинот Арсовски во Вашингтон. Ја следите дел од дебатата. Таа е про интересно се слуша обид за целосна замена на тези кој што се случува сега. Најпрво има вештачка поделба дека постои разлика помеѓу развојот на Република Македонија, кој што е внатрешно прашање на кое што ние, владата, граѓаните, сите заеднички политичките партии ќе треба да работиме за земјата да оди во правец на развој и дека тоа е некако различно од евроатлантските интеграции и дека треба да се случуваат одвоено. Напротив, видовме во сите земји во Европа кои што веќе се дел од Европската унија или во НАТО, како овие процеси се одвиваат паралелно и како едниот процес го храни и го помага другиот. Така да, овие земји кои што веќе се приклучија многу порано од нас во Европската унија и НАТО, кои што има многу подобри политички раководства, беа спремни на компромиси, подобри околности, историски околности од нас,
имаат огромен бенефит. Ја гледаме разликата на една Романија пред десетици години, кој беше нејзиниот степен на развој, каде е сега, или на средноевропските земји. Така да, овие процеси воопшто не се одвоени. Напротив, треба да се одвиваат паралелно. Втората замена на тези е дека прашањето зошто нам ни треба НАТО и зошто нам ни треба Европската унија, ако некој дури и тоа го праша. НАТО е безбедносна компонента, Европската унија развојна компонента на тој пат на развој на македонската држава. Сите ние знаеме, ги следиме безбедносните трендови кај нас и во соседството. Ние имаме Србија која што е на прагот или разговара многу сериозно околу, ја слушнавте изјавата на српскиот председател предскоро, околу тенденциите за решавање на косовското прашање. Таму има сериозни разговори кои што се водат за размена на територии. Тоа е страшна безбедносна бомба. Господинот Мерсел Белјали точно ја погоди поентата кога рече дека ова е многу сериозно прашање кој што има толку многу нијанси, затоа постојат влади, затоа постојат разузнавачки агенции, затоа постојат безбедносни служби, затоа што овие се многу комплексни прашања, а кај нас, кога гледаме дека ни се случуваат дипломати на странски земји кои што видовме не се баш пријателски настроени кон Балканот, да седат на партиски пресконференции или разговори, се случуваат многу работи во Македонија паралелно од безбедносен аспект. Затоа нас ни треба НАТО и сега. Дополнително Европската унија не е нешто споредно, не е нешто далечно. Видовме земји кои што за неколку години успеа да ги избуткаат преговорите, затоа што имаат добри политички раководства. Со некои можеби ќе ни треба уште 30 години, но тоа не е целта. Целта е да го избуткаме процесот што е поскоро. Благодарам. Останете на линија секако. И Македонија треба да оди напред колку што е можно побрзо. Да, останете на линија, повторно ќе се вклучиме, се разбира. Господине Белјали ги спомна Арсовски и овие можни безбедносни ризици и проблеми. Дали во овој контекст на прашања НАТО е навистина толку потребно во овој момент? И уште едно прашање или подпрашање, оваа хистерија на решавање на спорот што сега се создави, или овој притисок што сега се создава да се биде или не, нели мислите дека е малку опасен во целиот контекст, бидејќи може да се случи да не дојдеме до решение? Па во однос на првото прашање, значи не треба ние да отидеме во НАТО затоа што се тие многу убави, многу паметни, шармантни, па и ние таму треба да бидеме од друштво. Туку тоа е витален интерес на државата, да не кажем екзистенцијален живот на државата и луѓето кои живеат во нејзе. И тоа врз основа на две компоненти. Значи, и безбедносен и развоен. Зошто прво безбедносен? Без НАТО во постојните ситуации ние видовме, нели, 27 април до кај доведе, значи до граѓанска војна, и да не беше меѓународен фактор кој сепак се вклучи во последен момент, мислам дека тука ќе се случи огромна трагедија. Ние се уште немаме капацитет да можеме да преживуваме во однос на постојните политички и регионални околности. Второ Како да не плашат со оваа ситуација, дека ова граѓанска војна ќе биде, нема да биде. Ама ние се соочивме со тоа, го видовме тоа. Џабе да го коментираме кога секој што има 3 години тоа го знае. Но нешто друго сакав да кажам. Зошто велам и развојна компонента е поврзана со НАТО. Само статистиката да ја земеме и секоја држава година дена пред да се зачлени и година дена после тоа економските параметри да ги согледаме, ќе видиме што значи зачленување на НАТО. Сите држави, околни држави, вклучувајќи и Романија и Бугарија, кои беа, значи во почетокот на 90 години, 20 или 30 години зад Македонија, сега не претека. Зошто тука мора да даме, ние не можеме да кажеме сладки зборови кои убаво звучат на увото, значи да голднеме да ги голднеме како мед, а ги повраќаме како отров. Значи не можеме ние, нели, ево еден пример, потоа ќе се навратиме. Планот З4, кога е одбивано од страна на српската крајина, значи била една опсечна дискусија кај што превладава тоа што вели Грчева.
Значи, големи зборови, може и логични, многу вака вкусно да ги слушате и го одбивале. А се работел за ентитет држава на држава, кога таа Српска република Крајина ќе имали и своја војска и своја валута. И председателство и така на. Не, само да завршим уште. И тоа беше одбивано и 200.000 луѓе, значи, ја напуша Хрватска и со тоа пропадна таа акција. И затоа јас повикувам да не се експлоатира тоа за дневно политички работи, да се стегнат поени кога ќе се уши се. За НАТО потребата и итноста на тоа што сега се наметнува како прашање во јавноста. Потреба апсолутно постои. Ние веќе сме со една нога во НАТО. И тоа не е резултат на напорите на Заев. Ако ја добро паметам, Собранието на Република Македонија усвои декларација каде ја гледа Македонија. Тоа е во евроатлантските интеграции. Тоа е едната работа. Втора работа, факт е дека овие разговори за разликите околу името не се пријатни и не може да бидат пријатни. Отиклучуваат една компонента која го засега секој поединечно. Чувствата ни засега. И тоа не е спорно. Второ, мислам дека македонските политички елити во овие 27 години потрошија неверојатно време. Дел од нив со една чудна стратегија, и тука мислам дека Социјалдемократскиот сојуз до Заев ја предводеше, одејќи на една тактика, времето ќе го направи своето, 140 држави не признаа под уставното име и тоа ќе биде аргумент кој Грција нема да може да го собори. Се покажа во Букуреш 2008 година дека тоа не е најјакиот аргумент, бидејќи членувањето на НАТО е специјална практично понуда, каде што членките одлучуваат дали можете да влезете. Тоа не се Обединетите нации. Тоа е специјален клуб на земји кои делат исти заеднички вредности или Но времената спогодба требаше да го премости тој проблем, така? Имено, токму за тоа се работи. И сега ние веќе дојдовме овде во ситуација каде што она внатрешното ни зависи од брзината со која ќе го решиме овој проблем. Не е само Белјали е во право, не е само членството и тој безбедносен чадор. Тоа е веројатно најмалиот бенефит што би го добиле со членството во НАТО. Но прашање и цената на тоа која е. Ајде малку и околу тоа да има ли цена која што Јас колку успеам да разберам овде во дебатата во јавноста отворена и на социјалните мрежи и на медиумите. Црвената линија, иако не е така поставена, е именувањето на националноста и јазикот. Тоа е завршена работа. Ние сега сме така поставени во Обединетите нации. И за јазикот и за националноста. И тоа предпоставам дека е некоја црвена линија која никој жив нема да разговара и да преговара. Добро, но Ама не е така. Друго е, кој е погубно? Значи, ако не се прави тоа. Па затоа велам, ама ако влеземе, безбедносниот дел ќе биде најмалиот плюс. Во право е. Баш инвестиции, не е НАТО само воена сила. Тука владеат и демократски стандарди, владењето на правото како основа на секоја демократија. Вие ако немате владење на право во една држава, не можете да зборите дека е демократска. Она што во Македонија се случува... Прво е срамота, после 27 години референдум на кој што сме се изјасниле дека ќе се викаме Република Македонија и дека конечно имаме самостојна Република Македонија, да потпаѓаме поуцени за било што, воопшто за било какво асоцирање, да менуваме име, презиме и така натаму. И да немаме веќе правна држава, да чекаме НАТО да ни ја оправи државава. Па не може држава, знаете, во која што пајаци напаѓаат полицајки, не може да ви оправи НАТО. Како очекувате да ви ја поправи? Би се вратила на она што го кажа господинот од Америка што се јави, дека тоа е единствената опција, дека тоа е евроатлантските интеграции одат во пакет. Дека не е така, има примери низ цела Европа.
Имате Ирска, Финска, Шведска, Австрија, членки на Европска унија. Но ние унија. живееме на Балканот и тој, како што и самите те кажавте, таа флоскула е измислена заради Балканот, бидејќи овој дел очигледно нема некои поголеми избори. Но кажете ми, кој на Балканот е исправен пред една ваква срамна уцена да го промени своето име? Добро. Кажете ми. Што ни нудите вие, еве, дали која е алтернативата на она што го зборуваме? Понудата е непристојна со уценувачи. Не, добро сте направиле, еве, партија, утре треба да излезете пред гласачите. Што е? Преговара. Значи, не се прекин преговара. На преговорите? Прекин на преговорите, сега и веднаш. Значи, не може да се преговара на тој начин. Да ја промени Република Македонија, името да го промени. Еве, ќе ве прашам. Варшавскиот пакт на времето, децава се млади и не го знаат. Тој беше еден многу јак воен сојуз. А замислете да постојат такви наивни земји во Европа заради влез во Варшавски пакт, кој што веќе одамна не постои, да си ги промена и минјат. И ќе ве подсетам на една многу важен документ од меѓународната кризна група, уште 2002 година, значи иста ваква дебата се водела, кога се мислело дека ќе се реши името, во кое што вели меѓународната кризна група и заклучува што е проблемот. Подавели, за македонците името Македонија служи како единствено име и за државата и за народот. Според тоа не можете да го симплифицирате, ако се сменало името, не се менувало ништо друго. Под Б. Името на државата е неразделно поврзано со идентитетот на македонскиот народ. Под В. Проблемот со името за македонците не е прашање само на идентитетот, туку на постоењето. Под Г, македонците немаат друга роднинска или пак матична држава за да го обезбеди нивниот идентитет. Сите оние што во овие години преговараа, излегуваа вон мандатот на резолуцијата 817, а ги слушаме од бомбите и дека преговарале и давале именца, ги крстеле напред долна, напред горна. Значи, сите они излегувале од мандатот што им бил даден со резолуцијата 817, каде што се вели разговори околу името. За да сега стигнеме до тоа, да нашата влада го делегира код ЗИАС и во наше и нивно име спреми еден документ кој што ќе ни биде испорачан, документ кој што содржи 7 точки. Добро, преговори благодарам. По сите можни прашања. Да, ќе видиме. Име, ергомнес, идентитет, акроними и така. Тука би го вклучил повторно господинот Арсовски од Вашингтон. Дали се слушаме? Дали сме на линија? Да, повелете. Да. Слушнавте дел од ставовите и во однос на она што веќе навлеговме во суштината на она што се вели преговори со Грција. Дали на вас, како на македонци во диаспората, не ви пречи овој обид за идентитетско менување на кодот, ако е тоа така како што вели господјата Грча? Апсолутно дека не постои ниту еден, не само македонец, граѓанин на Македонија, пријатели на Македонија, кои што би биле срекни или гледаат со воодушевување на тоа што се случува. Апсолутно мислам дека сите го делиме истиот став. Прво, дека ова е целосно неправеден процес, второ, дека ние со ништо ниту сме придонеле, ниту заслужуваме како држава да бидеме подведени под овој третман. Меѓутоа, истовремено, исправени сме со проблем на реал политиката. Значи, решението кое што го слушнавме вечерва беше она што ние како деца на 7-8 години, кога нешто не ни одговара, велевме, па јас веќе не играм со вас. Знаете, во играта постои секогаш во дипломатијата и во меѓународната политика. Вие може да одлучите да не играте, тогаш решенијата ќе се донесат во ваше отсуство. Ние имаме историски искуства за тие кои што ја проучувале македонската историја, кога не немало на масата каде што се одлучувало, кои биле одлуките. Спорот е таков, дојде генералниот секретар на НАТО кој јасно каже која е последицата. Сега одлуката е наша. Дали ние ќе ја властиме владата да разговара, преговара во име на граѓаните и ќе ја поддржиме со сите можни средства да обезбеди максимално добро решение. Еве има примери од слични договори кои што се испреговараа во меѓувреме, има слични договори во соседството, земји кои што биле 100, 200, 1000 години непријатели,
Франција, Германија, земете ги, кај што едни со други се прегазувале до освојување на главните градови неколку пати, милиони жртви, успеале да постигнат договори прво за прекин на непријателствата, понатаму некои од нив да станат и партнери. Значи, тоа е тоа што реал политиката треба да направи. А нашата улога е да бидеме будни, да стравот на она што се вели еве и на вашите колеги во диаспората од Австралија е дека, например, ние сме премногу мал народ и дека не можеме да си дозволиме таков тип на луксузирање, да преговараме за името, кое што може би понатаму би влијаело на идентитетот. И оттаму, да речеме, нашинците во Австралија, кои што излегува во голем број тамо, се држат до таа да речам, доктрина дека треба да се напуштат преговорите, која што, впрочем, тука ја заговара и господјата Грча. Значи, видете, повторно би рекол дека крајна замена на тези е да се рече ние треба нешто да напуштиме, дури се уште е во процес. Тоа е тотално инфантилна политика, затоа што нас не трга од масата. Ние веќе ќе изгубиме можноста која е алтернативата. Јас сум слушнал неколку. Дека постои некаква унија на БРИКС која што се формира и во која што слушаме дека десетици земји се зачленија и сега имаат економски просперитет и одличен. Кои се тие примери кои ги слушаме? Не постои алтернатива. Видете листата на трговски партнери на Македонија. Германија прва, Британија втора, Србија, Грција, Бугарија. Ако тие се земјите што сакаат да не снема и да не уништат, ги инвестираат своите пари во погрешна насока. Поинаку се малку работите. Значи, нашата умешност треба да дојде до сила за како ќе преговараме, како ќе искористиме геополитичката ситуација кога НАТО реално има потреба од овој регион и во стабилност во овој регион, кога Европска унија сака да го интегрира и добиваме многу јасни пораки. Значи, зад завесите сигурно има силни притисоци, дали ние ќе бидеме умни да го искористиме тоа за да добиеме добар договор кој што ќе обезбеди идентитетот да се заштити во најголем можен обем и со кој што граѓаните ќе бидат задоволни, тоа е игнината. Ако таа цена е превисока и граѓаните мислат дека е несоодветна, апсолутно, НАТО, Европска унија отпаѓа, меѓутоа тогаш ќе можеме внатрешно да имаме кохезија. И граѓаните албанци, и нашите во диаспората, сите ќе знаеме дека не било возможно да се дојде до договор и ќе ја создадеме таа нова вредност од која што ќе можеме заеднички да работиме понатаму и да ги поднесеме и жртвите и тешкотиите кои што доаѓаат. Тоа е тоа. Благодарам. Билјали младите генерации во диаспората се чини имаат доста прогресивни ставови, ако можеме така да ги наречеме. Се согласувате ли вие со... За среќа, значи можат да ни одржат предавања тука и на младите, најмногу и на старите. Значи, лесно ние, ако не прашува некој дали сака да бидете млади, убави, паметни, богати и така натаму, одговор да се знае, значи, унапред. Но тоа си е реалноста. Значи, тука ќе бидеме убави толку колку сме, или богати и така натаму. Не се сложувам со тоа да се драматизира непотребно нашата ситуација која бара неопходна промена поради екзистенцијални проблеми. Како постои на државата во физичка смисла, да не кажем безбедна смисла. Ето, например, ние цело време плачеме дали тоа се има случај на некоја друга држава во светот. Па и да поаѓаме од реалноста. На Србија што и се случи? Поради исто погрешна политика. За да се отцепи еден дел кој таја сметаше колевка своја, тоа е Косово, стана независна поради нивните глупости цело време што ги вршеле, нели? Дали тоа е потешко, тие го доживувале или кај нас промена на името и така натаму. Второ, не, само ме слушај. Слушај, вакви работи кои пласирате, ја жалам и се надевам дека профитирате нешто од тоа, мислам дека ќе испаднете смешни на крајот и за година дена ќе видите дека ќе бидете Не, дружите се малце со луѓето по улица, ќе видите кој сака да промени име. Ќе не снема како народ. Ќе останеме со НАТО со прстот во уста. Па да ги прашате, например, косоварите, нели правиле држава, да ги прашате да го сака тоа знаме. Тоа ништо не символира. Ја сака таа химна.
Не, сакат грбот, нели? Па ништо нема национално, тоа е наметот, ама тие морале да се тога да вчера прават создадени држава. Македонија си е држава веќе долго време, немојте немојте да споредувате Косово и Едноставно, Македонија. значи мора да бидеме реални, дека не се руши небото само кај нас. За нас се руши. Понајмалку се руши кај нас. Кај соседството. Ево и Хрватска, дури со Словенија, нели има територијални проблеми околу територијално море. Сепак на цивилизиран начин го решават. Значи ние драматизираме поради дневно политички мислите дека потреби. мора да се исцрпат сите инструменти и можности? Да, Ама ќе јас ве го вратам сега. сметам за Бидејќи нецивилизиран кога обидот реков некој да ве прогресивни ставови, преименува. тоа се навистина прогресивни ставови. Кој што ми забележавте, ве почувствував. Но ако велиме за дека мора да се исцрпат сите можности, можеби на крајот на светот да му покажеме, ете, не е Македонија виновна за тоа, бидејќи во минатото имавме многу случаи кога стававме споменици и Александар на секој чекор, па доведовме до тоа што доведовме да биде прекршена Ајде да ги слободата. исцрпиме сите можности, да видиме што ќе Па добиеме. зошто тогаш денеска да ги прекинеме преговорите како што велите? Меѓутоа, ова како што оди со барањата на Козијас, со ерга омнес, со промени на устав што се заговара и така натаму. Значи, тотално неприфатливи работи. И второ, самиот чин да некој бара друг да ви дава имиња, да ве прекрстува, тоа е најголемото понижување, тоа никаде во светот не се случило. Разбирате? Никаде. Значи, тоа е цивилизацијска придобивка, тоа е кршење на основни човекови права. Се кршат сите конвенции воопшто подпишани и неподпишани. Значи, такво нешто не се случило. И сега јас ве прашувам, тоа што велам да се прекинат преговорите, тоа значи не затварајте вратата кон една или друга асоциација, туку дај обидете се да цивилизирано било кај влеземе, но како партнери, не како понижен народ, кој што си го сменил името, кој што си сменил идентитет за да влезе во некоја асоциација. Која е алтернативата или Не Марковска? знам која е алтернативата. Значи, тука прво јас кажав на почетокот и се уште стојам на тој став, дека никој во Република Македонија свесно, самостојно и сам не сака да се укине. Ама баш никој, без оглед на неговото етничко потекло. Ние сме во овој момент само можеби малку по-кооперативни за да најдеме некое решение кој што за мене би значило да стои Македонија со ниедно друго споено име. Македонија, можеби со географска одредница или све, не сум вклучена во не сум вклучена во преговорите и не можам да критикувам нешто што не сум го видела како пишан документ, туку само го слушам од Грчка и од грчките информативни гласови. Добро, и премиерот Заев рече дека географска одредница во принцип меѓутоа не е знаеме прифатливо. која за да можеме да ја критикуваме или да ја пофалиме. Значи црвената линија е поставена, идентитетот и јазикот остануваат исти. Можеби ќе ни остане и името, меѓутоа никој во досегашните структури за 25 години, тука ќе ја вклучам за жал и господја Грчева, која веројатно била член на повеќе делегации кои што биле во странство заедно со мене во Советот на Европа или во некоја друга, пред која што стоело срамниот акроним ФИРОМ. Не ми било пријатно. Секогаш сум пишувала Македонија, меѓутоа вие никогаш во својот став не сте рекле не сакам да седам под ФИРОМ, заради тоа што некој друг треба да разговара. Јас никогаш не сум седала под ФИРОМ, секогаш сум си носела пред мене и сум го ставала Македонија. Меѓутоа за жал другите ме ословувале со ФИРОМ. А тие не ми се случило мене. Па сега не знам, можеби е тоа лично, можеби мене ме гледале како ФИРОМ, меѓутоа сигурно не сум од тие кои што молчеле на тоа. Може. Тешко е да се види поголем католик од папата и тука навистина е проблематично и затоа и таа мала резерва. Јас не мислам како господја Грчева дека таа некаква калимеро политика целиот свет е против нас, нема правда. И така е. Еве да се согласиме за момент дека е така. Што мислите, кој е чекорот за напред? Имате чекор за напред или имате чекор за да ве нема? Имате слоудаун и размислување, имате резолуција кон да поднесете резолуција до Генералното собрание. Немојте за резолуции за декларации. Па како? Да видиме дали оваа држава физички ќе опстане. За тоа ви зборам. А зошто да не опстане? Па сега видете, зошто да не опстане? Која е заканата? Која е заканата? Од кого? Дајте реално да ги зборуваме работите отворено. Од оние кои живеат во оваа држава. Од кој? Од натре. Од кој? Кои се тие внатре? Вие. Еве јас. Вие. Да, што? вие, јас. Ќе си степаме? Еве зошто. Што ќе направиме? Ќе разделиме државата? Дозволете, 11 години. Еден фашистички режим, предводен од Никола Груевски. Ја уништуваше максимално државата.
Немојте тоа. Дојдевме на крупни Дерга. зборови, ве молам. Не се тоа крупни, тоа се Тоа факти. се крупни зборови. Народот ќе се оцени како остете народот. Немојте на народот. Знаете кој се повикува на народот? Знаете кој се повикува на народот? И Чаушеску се повикуваше народот и Груевски на народот. Дозволете малку, остете тоа за народ. Збориме заедно. Не е минато. Не е минато. Груевски, односно груевизмот е се уште жив. Немојте, видите каква е ситуацијата во судството, во правдата, таму кај што вие треба да зборите за право и правда. Видите кој и како се дели правда во оваа држава. И ќе ми зборите дека ние можеме сами. Груевски го нема веќе година дена. Ама груевизмот остана. Груевизмот остана. Ке јадеме корења, викате вие, ке јадеме корења, ке трпиме вакво судство, вакво здравство, ваква инфраструктура, ваква економија. Замислите дека нив им се живее со 200 евра плата. Абе, искрадоа држава, тоа НАТО не може да го поправи. Значи, може да ви даде шанса вие да се поправите. Како? Каква шанса ќе ви даде? Као што се виде, као што се... За една година за 17 места паднавме во корупција, уште повеќе, значи за една година. Значи ви треба некој, бидејќи не Што ви сте... треба? Значи ви треба некој, бидејќи вие не сте доволно умни, не сте доволно храбри, не сте доволно моќни да ги смените работите однатре. Тогаш обратите се на владата, не на мене. Јас се обраќам на сите власти. Оваа влада е 7 месеци и има шанса тоа да го направи. Прво да мислите малце повеќе. Чекайте малку, да мислите дека тие 17 места се резултат на владењето во овие 6 месеци? Па кој ги стави директори на НЕК, ја ги ставив? Видете, па сега, а кој да ги става? А пак видовте што ставија? А кој да ги става? Кој ВМРО да ги поставува? Го стави оној што го затвори Липковско езеро, ги остави. Ама имено јас тоа ви го кажувам, Министер за екологија. Тоа ви го кажувам. Ако не оставеа само нас, ќе дојдеме во ситуација во која сме. Пајак ќе напаѓа полицајка, ќе ја тепа. Не знам дали ќе напаѓа, има истрага, ќе се види. Меѓутоа, во јавноста остана тоа нерасчистено и допрва следи расчистување. Вие го расчистите. Добро се, да разбирам као политичар и лидер на партија, можете така. Океј, не е спорно. Зборите за нешто друго. Значи, јас зборувам за работи кои не смееме, не ова, било која власт. Не смееме да дозволиме да се случуваат во мерка во која е тоа најмногу можно да забраниме. Никаде не можете тотално да изчистите корупцијата, сегде постои. Нема земја во свет. 17 места дозволете, не постои земја во свет каде што нема корупција. Меѓутоа е проблематично ако е тоа 65% или 5%. Тука е разликата. Ама ние сега Народов е ограбен. Добро. Овие деца што немаат партиски книжки бегаат од државата без партиска. Ајде вака да го поставиме вака прашањето малку за да малку да ја сториме за да ја насочиме дебатата. Ние зборуваме сега за внатрешните проблеми што извираат во Република Македонија, што се појавуваат после ова 10-годишно или 12-годишно владење, кое што сега оваа влада умешно или неумешно не успева да се справи. Односно, не можеме да ги видиме барем плодовите на првичните, се уште не можеме да ги видиме резултатите во внатрешната политика. Дали тоа, Марковска и Билали, е опасност за иднината на Македонија подеднакво како што е опасност ова што го велиме невлегувањето во НАТО и во Европскиот сојуз, бидејќи внатрешната консолидација на државата е секако подеднакво, па дури би рекле и поважно. Видете, НАТО е прашање за кој што до сега не се разговарало од аспект на тоа дали сме за тоа да бидеме членка на НАТО или не, бидејќи 25 години поред сите влади до сега, без оглед на која провиниенција припаѓале, велеле ние сме за тоа да станеме членка на НАТО. Тоа што ние си имаме внатрешни проблеми, на вистина НАТО нема да ни ги реши. Тоа што имаме коруптивни проблеми, нема НАТО да ни ги реши. Меѓутоа, основите на демократијата, во правното законодавство, во судството, во принцип сите земји кои што членуваат во НАТО, кои што членуваат во Европската унија, мора да го усогласат своето законодавство така како што е по урнек на поразвиените демократски држави. Тоа што во овој момент се случува не значи дека ние ја браниме владата. Но ќе го промени ли тоа менталитетот на примање и давање мито, на правење... Не, тоа нема да се помогне и тоа треба да се искорени. Јас не ја фалам оваа влада и се она што го зборуваше, она дека се поставиле директори, ки ги поставува владата затоа што тоа е улога на владата. Меѓутоа, ако некој се огреши на законот, во законот не може да биде порамноправен од другите, па за тоа да не одговара. Господине Билјали?
Добро, ние, мислам, надвор од умот да се очекува дека со зачленувањето на НАТО и со магичен штаб ќе се решава сите проблеми. Значи, тука разговараме за една поефикасна динамика за да можат да се решават тие прашања. Значи, навлегуваме во шини, во пруги, кај што ако сме возеле 20 км на сат, сега можеме 40 и 50. Сите држави поминени низ вакви состојби кои сега Балкан ги поминува, а и ние ги поминуваме. Сега е важно, значи круцијално, не дека ќе го клучиме, ќе ги исклучиме, значи, струјата или ќе го уклучиме струјата и ќе добиеме друг тренд. Туку ќе добиеме во динамика, ќе добиеме во квалитет, постепено, побрзо и поефикасно да се решават проблеми. Значи не можеме ние од црно на бело наеднаш. Од црно на бело има милион нијанси. И тука мора да се сложиме. Проблемот ние пак се враќам на тоа. Ја молам режијата господин Тарсовски да го подготви повторно. Да, повелете. Значи проблемот ние тоа што во голема мера луѓе од различна фела, нели гледавме и писмо од 200 интелектуалци и така натаму. Премногу ми се чини дека не нудат аргументи, дури вештачки емоции нудат, некако имат една идеја која не го кажуваат јавно. Ја мислам дека е легитимно и некој да се определи за путинизам и ердоганизам и се. Тоа е легитимно. Нека го каже јавно, наместо тоа да го маскира со, не знам, не го даваме името, нема да отидеме на НАТО, нема да ги решава проблеми, бројни прашања. Да, се ми се чини да се маскираме на тоа. Прво сакам да го вклучам гостинот од Вашингтон. Не го вклучувате веќе. Временската разлика со Мелбурн е многу поинаква од што таа со Вашингтон и имавме разговор со господинот од Мелбурн. Господин Арсовски, разговараме за овие внатрешни проблеми тука во Македонија и што е она што можеме да си помогнеме вие како диаспора, како млади луѓе кои што сте заминале, кои што можеби можете да ни дадете и некој совет и некој ум да ни продадете овде назад, бидејќи очигледно многу тешко се справуваме или владата многу тешко се справува со наследените проблеми во внатрешната политика, во економијата, во корупцијата и така натаму. Практично тие понатаму се дел од проблемот на оваа држава. Прво, ниту најмалку дека ние нешто можеме да продаваме, има многу умни луѓе, можеме да бидеме дел од решението да помогнеме со совети. Затоа еве нашата организација имаме голем број на професори, истакнати интелектуалци, секакви членови. Тоа е и главниот мотив зашто се формиравме. Ние сите индивидуално или колективно како група колку можеме да помогнеме со нашиот личен капацитет. Неколку се прашањата. Прво дека НАТО и Европската Унија немаат никаква врска со просперитетот. Напротив, јас работам од 15 години во Република Македонија, си заминав на 28. Дојдов во САД по врвна институција да работам тука, добив работно место од Република Македонија. Тоа што можам да кажеме дека после 12 години работа од Македонија, јас ја учев првата буква П од професионалност тука. Прво, ние се шокираме кога ќе дојдеме дека постои еден свет во кој што луѓето те вклучуваат да работиш, во кој што се отворени, ти оставаат простор на креативност. Ништо од тоа не постои во Македонија. Ке нас е сосема се обратно. Што ќе смени ЕУ кога ние ќе станеме член? Тоа што младите ќе можат да учат без да плаќаат 20 и 30 илјади години евра по година, да учат на врвни европски универзитети. Тоа што ќе можат голем дел од нив да го вратат тоа знаење, да разменуваат идеи, да разменуваат искуства, да учат професионалност од земји кои што се далеку поразвиени од нас. Тоа ќе биде разликата и тоа е тоа што ќе ни помогне да одиме напред. Втората поента е дека тоа што ние успеавме овие 20 и нешто години да го направиме во Македонија, јас сум бил од таа млада генерација кој што сум поминал низ истиот пат како и многу други, дека ги учиме младите до нивна 10-та година да мразат. Тоа е главната вредност која создаваме. Македонците да ги мразат албанците, албанците македонците, сите заедно да ги мразиме соседите, бидејќи ни се закана и да гледаме Европа како некоја вавилонска блудница. Не е тоа што е вредност. Ние мораме да исчекориме напред
кон новите трендови. Но светот му се случува автоматизација на сообраќај, роботика. Ние уште зборуваме за прашања кои што се дел од 19 век и не сакаме ни да се обхрабриме да истапиме назад. Третото прашање за владата и реформите. Апсолутно, мора итно владата многу поодлучно да се зафати со главните реформски прашања. Тоа што недостасува е што се повеќе слушаме парцијални решенија, се повеќе слушаме решенија поврзани со луѓе наместо системски решенија. Потребни се неколку работи, потребни се интервенции во правда, потребни се интервенции во економијата, потребни се интервенции во медиумите. Многу работи треба системски да се постават за натрешно да ја завршиме домашната работа. За потоа евроинтеграциите и НАТО интеграциите да можат да ни бидат од придобивка. Ако ние ја вршиме домашната задача добро, дури и преговорите со Грција, дури затварање на други прашања, ќе ни оди многу полесно. Тоа се отприлика ставови. Добро. Грчева се ефти уште предходно за збор, го слушнавме и да, со многу работи од овие се согласувам, апсолутно. Јас сум била дел од Европа, сум живеела во Европа, сум работела и како професор во Европа и не ми е потребно, и во Америка. Значи, не ми е потребно некои цивилизацијските придобивки да ми ги раскажува, бидејќи знам дека постојат. Овде зборуваме за еден момент кога треба да се одлучиме за НАТО, дали да го промениме името. Оставете Европа настрана, бидејќи Јункер кажа, пред 2025, дури до 2030, ние не можеме да сметаме на Европска Унија. А за да сметаме, еве сите овие реформи треба да бидат имплементирани, иначе џаби име ќе се промени. Но подобро од утре да почнат преговорите, отколку да чекаме за 20 години. Добро, видете, тие не престанале тие преговори. Сега е само жестината поголема и брзината. Не, преговорите со Европска Унија за членство во Унијата зборувам. Но би сакала една друга поента да кажам. Кои се очекувањата од НАТО дека таа ќе ни ја демократизира земјата, па правниот систем, па ќе донесе правда за сите, тоа е илузија чиста. Земете ја Турција, кај Ердоган, една мека диктатура би рекла дури. Па таму НАТО членка, уште одавна, не знам која година се приклучени кон НАТО, во времето кога се направи пуч кон Ердоган, тој ја распушти целата Академија на науки, ги настава во затвор сите новинари и професори. Дали НАТО тука нешто интервенираше? Не. Не ги интересираат тие демократски процеси внатре во државите. Тие си имаат воена стратегија. Ние треба да ставиме на кантар. Ако ние не бевме поставени по таа уцена со името, тогаш ние ќе ги вагавме тие придобивки како сите останати земји. Ќе си распишеме референдум, како Црна Гора, како сите други земји. Дали сакаме да влеземе во НАТО или ЕУ? Но тогаш параметри ќе ни беа инвестиции, безбедност и така натаму, сите оние нормални параметри со кои што се оценува придобивките или негативностите од влегувањето во алијанса. Но ние имаме додатен услов кој што е неприфатлив. Во тоа е целиот проблем. Благодарам. Уште малку само Арсовски уште малку да одговори, бидејќи практично беше прозван на некој начин, бидејќи Арсовски се осврна на Европската Унија, а не на НАТО како еден воен сојуз. Прво, цела вечер се прави повторно обид за да се одвојат работите. Не знам зашто еве гостинката интересно ја гледа еден временски рок од неколку години со Европската Унија како нешто што е многу далечно, иако за нашите капацитети тоа ќе биде воодушевувачки ако успееме да го одработиме. Она што јас би го препорачал е да прочита книгата Големата стратегија на Византиската империја, нека погледне што е дипломатија. Дипломатија е вештина да тргнете од реално политичките состојби и да успеете некогаш да ја добиете битката, некогаш да ја изгубите, кога ќе ја изгубите да направите нова стратегија за како наредната битка да бидете поуспешни и како на крај да ја добиете војната. Ако војната е да го обезбедиме нашиот идентитет, тоа се битките кои што стојат пред нас. Некогаш тие битки имаат компромиси, бараат компромиси, некогаш бараат жртва, некогаш овозможуваат победа. Така се води дипломатијата. Воспротивно, ако ние бараме црно-бели ситуации и секогаш настапуваме од take it or leave it ситуација, тоа таквите водачи ги видовме на Балканот и видовме како завршија нивните држави.
Наспроти тоа, видовме многу разумни водачи во средноевропските земји, Словенија една како на пример. Каде завршија тие земји и каде се сега? Тоа е тоа. Нека ценат граѓаните кои стају. Зато имаме. Еве досега се согласивме дека преговорите треба да продолжат. Тоа е една придобивка од оваа емисија. Можеби ќе се согласиме и за другото до крај. Да. Само една реченица би додала, бидејќи беше спомната Словенија и Хрватска. Да, тие на најелегантен начин го решија, не на балкански начин, на начин на кој што Грција уценува Македонија. Словенија не стави вето на влегувањето на Хрватска, иако има уште пожесток спор. Има територијален спор. Туку отидоа на арбитражен суд. Значи, тоа се едни две цивилизирани земји кои што преговараат цивилизирано. Како Србите и Косоварите? Ќе видиме до прва како ќе одат нивните преговори, ние сме предуцена од земја која што го крши меѓународното право. Добро, Горан Арсовски, останете се разбира уште на линија. Билја ли? Искрено би го повикал Горан слободно да дојде да предава тука, значи дипломатиот одлично ја познава и на некои професори особено треба да им предава тоа. Мое мислење уште... На кого се насуваше тоа? На повеќе професори. Повеќе професори. Мое мислење дека пак ние драматизираме до степен што апсолутно не држи и секоја држава ги има своите проблеми, дури и најкрупните. Ево да ви кажам, сите знаеме ние колку години Кина имаше проблеми со Хонконг, Макао, кои беа дел од Кина, а колонија на Велика Британија и Португал. Разговарале 20 години и го решавале. Па и Русија, нели, или Советски Сојуз, што проблеми имаш? Се отцепија 15 држави, па и бивша Југославија, па Велика Британија со Северна Ирска, нели имаше проблем 100 години, па го решавал проблемот на цивилизиран начин. Значи, се ние драматизираме, а впрочем не сакаме да се реши поради X причини или едноставно сакаме да купуваме ефтини поени или профитираме ефтини поени, што е драматично, наскоро ќе се докаже дека од тие немате ништо и затоа губиме време, а сите држави во светот ги имат проблеми многу поголеми од нас и ги решаваат. Ама реално дека помали држави дека се повеќе комплицира во тој домен и се оптеретени емотивно. Добро, а што доколку не се реши проблемот со името и Македонија не влезе? Ја мислам дека ако не се реши проблемот со името, Македонија ќе биде блокирана, ќе се соочиме со многу пожестоки економски и социјални проблеми, политички притисоци и ќе се дестабилизира внатрешно тоа. Не знам дали Солза прашаше претhodно кој ќе нападне. Значи, од внатре ќе се растури. Сите, дури најголемите империи кои не знаат да ги решават внатрешни проблеми се рушеле. А кои не знаеме внатрешни проблеми кои што треба да ги решаваме? Ајде да им дадеме име на тие проблеми. А тоа е првенство внатрешен наш проблем. Ајде кажете ми кои се. Па ние не можеме да кажем дека на грците им е сеедно. Разговарајте вие со грците, видат колку тие емотивно го доживат проблем. Исто како и македонците тука. Зошто го сваќаме проблемот многу себично. Добро, Марковска, повелете. Јас само ќе додадам дека тој додатен услов не го измисливме ние и никој не го бара. И досега веројатно проблемот ќе се решише да не беше тој додатен услов промена на име. Може би името и нема да се реши, Македонија ќе постои, меѓутоа во кој облик, како, со кои проблеми ќе се тоа ќе го покаже времето. Во овој момент на нас повеќе од сигурно ни е потребна внатрешна кохезија околу преговорите. Истите да продолжат, во нив да биде вклучена и нашата опозиција, не од дома да ги следи и вклучително да се да ги чека партиите на власт, односно оние кои што преговараат да кажат чекајте па вие кога ќе погрешите, ние ќе дојдеме на власт. Такво прашање не се решава. Тоа е внатрешно прашање за кој што постои голем степен на акција и висок степен на разбирање и меѓу партиите на власт и партиите на опозицијата. Не се добиваат избори на вакво прашање. Би било смешно да се добијат, затоа што ова прашање се решава сега за навек. Ако не го решиме, барем ќе покажеме голем степен на кооперативност и еден голем степен на наклоност на оние кои што можеби сакаат да ни помогнат.
помогнат. Така да кажеме, ако не го решиме, тогаш да излеземе барем посилни од оваа ситуација како нација, како држава. Апсолутно, како но тоа е сплотени спротивно луѓе кои на ова што го вели господин Билјали, дека државата ќе биде на линија на еден удар, да речеме. Само да додавам, извини. Значи, е важно да бидеме конструктивни, кооперативни, да имаме добра волја, да разговараме. Да, не по секоја цена. И мислам дека тоа дури и грците да имат максималистички барања поради кои може да не завршат добро преговорите, а не берега дека ќе пропадна преговорите, да не завршат добро. Сепак ние веројатно тоа ќе добиеме, ќе излеземе појаки, значи може и дури да добиеме покана за НАТО, иако може би преговорите ќе стартират, ќе останат адок или ќе продолжат понатаму. Значи важно да бидеме конструктивни и рационални, тоа е битно. Дури имаше во една од тезите, мислам дека беше и информација, дури и да не се реши проблемот со името, ќе почнат пристапните преговори со Европската унија, доколку ги исполниме другите услови, бидејќи Грција секогаш има право понатаму да блокира. Дали тоа може да биде некаква замена за евентуален неуспех, утеха да речам, почнувањето на пристапните преговори? Тоа би било добра вест. Тоа мора да биде наша цел, тоа не може да биде замена. Значи ние мораме да во оваа држава да ја организираме, система да го правиме да биде европски не ради Европа, бидејќи таа има таков систем, ради нас. Ние мораме да видиме и да сватиме дека тоа е нешто што во овој момент се вика нормален живот, нормална цивилизација. Ние се уште збориме за инфраструктура, збориме за лошо образование, лошо здравство, не знам што е ретко нешто добро да примете, освен потегот на Жан Митрев, доктор Жан Митрев, односно на кардиологија, не на што ми е муабетов. Мораме од овие деца, практично млади, мораме да бараме да размислуваат не на начинот на кој размислувавме ние до сега. Не буквално сите, али поголемиот дел. Не да го прифаќаат поданичкиот дел. Мораат да работат на своето знаење, образование, да бидат еднакви. И мораме ние, нашето морање се сведува на друго, да им даеме шанса. Еднаква шанса на сите ни. После да видиме кои од нив ќе отскокнуваат со знаење, со лидерски способности, со можности, за да напредуваат. Иначе, ако ги замолувам поданичкото тоа го негуваме. Сега децата се прозвени и мислам дека треба младите да го земат микрофонот. Ќе повелете со прашање од публиката. Да, може да практично може да се постави прашање и на гостинот што е во САД. Добро. Малку да ви дадеме време, што па саат време имавте доволно. Добро, ајде Марковска, вие спремете се во меѓувреме. Да направиме една таква младина која што нема да ја напушта Република Македонија заради тоа што нема да се обесхрабри дека во Република Македонија може да направи успешен систем на кариера, во кој што степ бај степ кариерата ќе оди нагоре. Ние сега ги охрабруваме да го завршат образованието и да заминат и да земат за жал пасоши на туѓи држави. Се додека ние го решаваме овој проблем, тие стануваат европски граѓани по вештачки пат. Тоа е жалното за оваа Република Македонија. Слушнавме колку луѓе се иселиле. Јас во областа на здравството неодамна слушнав трагична информација. Од 220 завршени лекари во една генерација, 170 веќе со самиот акт на стекнување на положување на државниот испит и земање на лиценца за работа, веќе се размислуваат за тоа каде ќе работат во странство. Па каде ќе му ја оставиме ние, на кого ќе оставиме оваа држава? Нашето веќе заврши. Ние со сите наши нерегуларности, со сите наши проблеми што ги имаме на патриоти, на предавници, можеби и понатаму ќе почнеме да се кошкаме. Меѓутоа, овие деца мора да размислуваат европски. Добро, Грчева па може. Драго ми е што полека некако конвергира еве и на Сафет и на Марковска мислењата дека никој жив не ни е крив што 27 години не обезбедивме за овие деца адекватно образование, адекватни програми, адекватен ученички и студентски стандард,
вработувања не со партиски книжки, туку по професија и така натаму. Бидејќи од тоа заминуваат децата, еве 2/3 од лекарите веќе се спремни да си одат. Тоа е нашата немок како држава, тоа е нашето едно вулгаризирано водење на политики веќе 27 години, само се менуваат номенклатурите, само се рециклираат истите политики и ние се зацкриваме, не сакајки да градиме поштено општество не само за младите, и за пензионерите, и за нас сите заедно, се зацкриваме за тоа дека постои некоја точка кон која што стремиме и ако не стигнеме таму ќе се распадне светот. А 27 години можевме да почитуваме стручност, професија, знаење и да водиме сметка за тоа кој и како се вработува. Цели системи ни се изместени комплетно. Тоа е нашата кривица и нашата генерацијска вина за овие млади деца овде. Дај Боже да имаат различни иднина. Ќе ве повикам. Добро вечер. Моето име е Ангела Шаренкова, студент сум по политички науки на правниот факултет. Значи, моето прашање се однесува за сите вас. Значи, да ми кажете која е вистинската причина за заминувањето на младите од државата, односно кој е проблемот? Добро, ајде од Сафет. Мислам дека Грчева сега одговори малку на тоа прашање. Сакав и преескате. До крај да бидеме честни, не е проблемот со исилувањето само наш проблем, не е типично македонски проблем. Тоа е пред се регионален, па ако сакате и европски проблем. Така да не сме ние единствените кои ја губат својата иднина образована. Денеска тие миграции се многу поинаки. Која е причината? Па дел, по мене, најголем дел од вината практично е гледан во политичките елити кои не успеа во изминатиот период да создадат држава во која ќе владее правото. Клучниот на целиот демократски западен систем се заснова на владење на право и на процедура. По два збора, ако треба да ја дефинирате демократијата, тоа е процедура, владење на право. И тогаш се отвараат практично сите сфери. Ако вие имате владеечка елита или владеечка гарнитура, не мора да е елита, која стриктно се држи до владењето, до правото, многу од овие проблеми кои не само што не останаа по страна, туку практично однатре разјадуваат суштината на оваа држава, би ги немале денеска. Тоа не значи дека ќе немало иселување на младите. Апсолутно, да не се лажеме. Тоа е нормален процес, особено во потрага по знаење. Тоа е процес кој е апсолутно преширок. Добро. Можете... Па вака, ја горе-долу и одговорих пред малку, меѓутоа, знаете што е проблем на сите политички елити до сега? Или си со мене, или си против мене. Значи, или имаш партиска книжка, или немаш. Младите луѓе не го трпат тоа. Во Македонија не постојат граѓани. Што значи граѓани? Граѓани кои што имаат сопствено мислење, кои во се не ги поддржуваат политичките елити, кои еднаш гласаат за, една гласаат против, во зависност од политичките програми кои што ќе ги понудат партиите и кои што не се политички поврзани во системот. Нив ги интересира политиката само како создавање на предуслов за добро живење и за градење на систем на кариера. Тоа е основниот проблем на младите. Глобализацијата е присутна, меѓутоа кај нас не е проблем само глобализацијата. Кај нас не заминуваат само деца на родители кои што се слабо имотни и кои што немаат можност да си ги прехранат или пак да им обезбедат работа на децата. Кај нас сега заминуваат и деца на имотни родители кои што може да ги вработат во сопствените компании. Добро, може за ова да ни одговори и господинот Арсовски, кој што е заминат во Америка, да го видиме и не... Молам? Да ни ги каже причините. Да ни ги каже причините малку подиректно за заминувањето. Разговарате директно со нашите студенти, господин Арсовски. Така, точно. Јас порано дури бев во Македонија, бев дел од една невладина организација во која што предавав дебата.
и јавно говорење. Сум имал стотици ученици, ево условно да кажем, иако сме биле генерацијски блиску, со многу од нив сум и понатаму во контакт. Тоа што го слушам се повеќе, ево и личната приказна и сите што ги знам други, се сведува на новите трендови кои што се случуваат во светот. И мислам дека гостите дискутира во дел околу тоа. Веќе во светот се развиваат наднационални трендови. Веќе се повеќе зборуваме за можности за изразување, за креативност, за тип на култура која што е во склад со вашите морални вредности. Тоа е тоа што луѓето во денешниот свет го бараат. Миграциите се многу изразени, се помалку од економски причини, се повеќе и од дополнителни причини. Затоа е дотолку поважно за Македонија, земја со 700.000 иселени луѓе, кои што се претежно млади, што поскоро да ја создаде таа внатрешна вредност која што ќе овозможи цивилизацијски, културни, професионални услови за младите да се најдат таму. Мене затоа ми се и дебати чисто за национални теми веќе и смешни до некаде, иако се многу важни за нас. Светот се менува толку многу брзо. Читав пред скоро време студии за населението за проекции за населението на Балканот за 50 на години, во кој што се предвидува колку проценти на индици, пакистанци, африканци, она што го гледаме во западна развиена Европа, што веќе се случува. Значи трендовите се менуваат. Ние што поскоро мора внатрешно да ги создадеме условите за развој за младите граѓани да остат тука. Но не смееме да дозволиме замената на тези што претходно ја слушавме, дека тоа не е поврзано со НАТО и со ЕУ процесите. Овие се клучни затоа што една со друга се поддржуваат и ја градат таа енергија за да можеме да одиме напред. Во спротивно, нашите политички елити покажаа колку сме ние способни и која е таа внатрешна кохезија која што ние ја имаме и способност да креираме вредност во тој политички систем за да стигнеме таму. Не можеме сами. Ни треба таа отвореност, таа пропулзивност со тие западни вредности, тие успешни земји за дело тоа да дојде кај нас што поскоро. Ние немаме 30 години, 40, независно да се развиваме, да станеме Швајцарија, па тогаш да се приклучуваме. Така да тие се поврзани се работите. Благодарам. Билјали, кратко да им оставиме простор за уште прашања на младите. Зошто бегат младите? Одговорот е едноставно, освен компонентите што беа тука искажани, се работи за мала држава, мал капацитет, мал пазар, мал потенцијал и така натаму. Значи треба да станеме поголеми. А како поголеми? Тоа што е Берлин плюс, нели, значи регионално како претhodница на Европската унија и во однос на НАТО, само да кажам, сите држави кои се члени 2 пати ги зголемија година дена по доста странски инвестиции, а рекорд држи Естонија 11 пати зголемени инвестиции. И затоа ни треба и НАТО и така натаму. Ако може да кажам за младите. Да. Бидејќи тој проблем сум го работела и правев стратегија како да не се иселуваат младите. Да бидеме малку веќе пократки, пошто чувствувам дека тука имате слични ставови се повторуваме. Што во последните децении државата се појавува како скоро единствен работодавач. Или работите во администрација, или ве нема. За да работите во администрација, треба да имате партиска книжка. Ако ја немате, си изгубен случај. Ако влезете во мал бизнис, тогаш ви се навртуваат корумпираните институции да ве уништат. Преку инспектори, преку ненаплатени долгови и така натаму, рекет, имаше отворен рекет, секоја бакалница дури беше рекетирана. Значи, младите бегаа и од корупција пред се, и од немокта на државата, односно потребите на државата да создаде една гласачка машинерија во една огромна администрација која што се уште екзистира. И трета една работа, она што го кажа Ѓулистана, тие веќе не бегаат само економски, туку одат и по подобро образование, деца од ситуирани семејства, и поради љубов, да речеме. Меѓутоа, и исто така имаме несоодветни инвестиции во последните години, иако беа најавувани бомбастично, еве имаме странски инвестиции, но ние никогаш не поставивме услов да имаат тие научно-истражувачки некакви развојни центри